Согласно реформите на системот за социјална заштита во делот на поддршката на згрижувачките семејства, како нова форма за прв пат е предвиден центар за поддршка на згрижувачки семејства кој треба да врши промоција на услугата згрижување во семејството, подготовка, проценка и обука на идни згрижувачи, како и да ги следи и дава поддршка на постојните згрижувачки семејства. СОС Детско село, кој е наш долгодишен партнер во грижата за децата без родители и родителска грижа, сосема е природно да се вклучи во овој процес преку воспоставување на центар за поддршка на згрижувачки семејства во рамките на установата. Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во СОС Детско село е трет ваков центар во државата, заедно со Центарот за поддршка на згрижувачки семејства во детскиот дом 11 октомври и во домот за доенчиња и мали деца во Битола. Во моментот во државата има 350 згрижувачки семејства во кои се вкупно сместени 600 деца корисници. Кампањите се еден од најефикасните начини да се допре до сите чинители во општеството. Во случајот, подај рака и промени живот. Развојот на социјалните услуги во локалната заедница и нивна достапност до граѓаните е наша заедничка заложба. Јас лично и како градоначалник на општина Кавадарци целосно ја поддржувам иницијативата за градење на мрежа за згрижувачки семејства и достапни услуги за локалната заедница за сите. За децата кои останале без соодветна родителска грижа, важно е да продолжат да живеат во познато обкружување, оному од каде потекнуваат, со оние што ќе ги одржуваат трајните врски и поширокото семејство. Општина Кавадарци безрезервно ќе се вклучи во идентификувањето на потенцијални згрижувачи кои ќе обезбедат грижа и заштита за деца и ќе возможат одржување на врска, семејството и нивната заедница. На овој настан е потенцирана мерата на општината да обезбеди дополнителни бенефиции за сите згрижувачки семејства, односно, како например, летни одмори за згрижување на деца, како и финансиска поддршка дополнителна и ќе ја стимулираме нивната активност и згрижувачки капацитет во нашата општина. Истовремено, ќе се заложиме да обезбедиме развој на систем на поддршка од други дополнителни социјални услуги кои треба да се резервираат доправа, согласно потребите на нашето население. За крај, се надевам дека содржината на овој настан ќе поттикне многу од вас да размислиме како ние можеме позитивно да влијаеме врз некој како и лично можеме да помогнеме. Прво, му благодарам на Господ што ми ја даде таа можност да одгледам повеќе дечиња. Значи, до сега имаме 3 деца згрижено, така да и сега ова што го згрижуваме од Битола, моментално е добро и понатаму сакаме да бидеме уште подобри, но сепак нека биде Божја волја како треба да биде тоа, само он знае. Многу е добро чувството да згрижиш друго дете и тоа дете да се чувствува како во свој дом. Му благодарам на сите присутни и на градоначалникот Митко Јанчев и на министерката и на директорката која е од СИЗот. На сите ви благодарам што ете ми давате можност на сите цело Кавадарци да учествува во оваа акција, така да Бог нека не благослови сите и за него нека е се слава. Ипак, Кавадарчани, имате човек од прва рака кој што може да ви објасни што значи згрижување, а ние од Скопје носиме уште една згрижувачка која што ќе го сподели своето искуство. На сцената поканувам госпоѓа Јагода Јакимовска да ви се обрати. Добро вечер на сите. Да поздравам министерката, да поздравам градоначалникот, директорите,
членовите на СОС Детско село, а највеќе од се ги поздравувам згрижувачите и идните згрижувачи. Да се биде згрижувач е една благотворна работа, работа која го исполнува и душата и срцето. Јас сум 12 години згрижувач и 9 дечиња поминаа низ нашиот дом. Горди сме на нив, направивме деца што завршија факултет, имаме дечиња што се омажија, што имаат своји дечиња. Горди сме на она што го направивме, затоа што колку ние на нив им пруживме, толку ни пружија и тие на нас. Не е лесна работа да се биде згрижувач. Да се спуштиш на ниво на дете кое доаѓа од несредено семејство, да се спуштиш на ниво на дете што го напуштила мајката, треба огромно срце, огромна љубов и огромно трпение. Наградата е преголема, верувајте ми. За секоја насмевка, за секој позитивен збор од нивните учители, за секој позитивен збор, срцето е полно на секој родител. Горда сум што бев родител на такви деца. На сите ви препорачувам, отворете го својот дом, отворете го своето срце. Благодарноста е преголема. Ви благодарам. Бензинска пумпа ДМД Оил.